Почитувани граѓани, почитувани просветни работници, во име на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, дозволете ми да ви го честитам 24. мај, денот на се словенските просветители, патрон на просветните работници, лица кои градат иднината на нашите деца. Искажуваме благодарност до просветните работници и до сите оние кои секојдневно вложувајќи целосна посветеност во воспитно-образовниот процес, но и во создавањето на идни професионалци во различни области на општественото живење. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија тоа и на дело го има покажано. Фокусот на владата предводена од СДСМ во изминатиот период на своето работење беше создавањето на современ и инклузивен образовен систем, достапен за сите. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во областа на образованието, во еден исклучително предизвикувачки период, кога светот се соочуваше со пандемија, со енергетска и економска криза, успеа да спроведе длабоки системски, инфраструктурни и кадровски реформи во образованието. Да подсетиме на некои од нив. Ги зголемивме платите за 56% во основното и средното образование, вклучително и воведувајќи регрес за годишен одмор, прв пат после 20 години. Зголемувањето пак во научните и соработничките звања е меѓу 40 и 66%. Го укинавме екстерното тестирање и казните на наставниците. Го воведовме дуалното образование, во кое се вклучија 12.000 средношколци и преку 450 компании. Создадовме подобри услови за реализација на наставата со реконструкција на 120 училишта, изградба на 48 спортски сали, опремување на 265 кабинети по природна науки со најсовремената опрема. Реализиравме и проекти во партнерство со Европската унија и Светска банка со инвестицијски фонд од 21,5 милион евра. Ги зголемивме стипендиите за 90% за средношколци, ученици од дуални паралелки, студенти и докторски студии. За учениците со посебни образовни потреби ангажиравме над 800 образовни асистенти со цел соодветен образовен пристап и нивно поучување. За талентираните пак ученици ја формиравме математичко-информатичката гимназија. Дополнително, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија превземе конкретни чекори за заштита и унапредување на македонскиот јазик. Вклучувајќи дигитализација на толковниот речник и правописот, на картотеките, обезбедивме нови вработувања во Институтот за македонски јазик. Донесовме и посебен закон, а благодарение на нашите напори, македонскиот јазик стана официјално признат во светот и во рамките на Европската унија. Ова мора да признаеме дека се конкретни и реални достигнувања на владата што ја предводеше Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Денес пак гледаме уназадување на образовниот процес и статусот на наставниот кадар. Владата на ВМРО-ДПМН за една година не исполни ниту едно од предизборните ветувања за просветните работници и за учениците. ВМРО-ДПМН нема ниту волја, ниту слух за зголемување на платите на вработените во образованието, иако потрошувачката кошничка секојдневно расте. Во секој јавен настап, министерката и низината партија вршат притисок врз наставниците, кои според нивните анализи се вишок, а вршат секојдневно трансформации на работен однос на партиски подобни наставници. Педагозите ги исклучуваат од наставата во вториот период на основното образование. Носат законски решенија во затворен круг на Белата палата, без вклученост на засегнати страни и без јавна дебата. Со нивната смислена препишувачка техника, законските решенија и предложените амандмани на претениците на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во парламентот, замислете си, ги одбиваат за да подосна истите ги препишат како своји решенија.
3 пати ги менуваат законите за основно и средно образование. Дали сте се запрашале зошто? Затоа што тие со Весна Јаневска на чело и после цела една година немаат ниту план, ниту визија, ниту стратегија. Накратко, не знаат каде тераат. И затоа Весна Јаневска треба час поскоро да си оди од оваа одговорна позиција. Граѓаните, родителите и просветните работници не заслужуваат аматеризам. Образованието не е терен за експерименти и политичка самопромоција. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија останува гласен и посветен партнер на наставниците за подобри плати, еднакви можности за учениците и транспарентни политики во кои секој глас ќе биде слушнат. Почитувани колеги, просветни работници, вие сте чувари на еднината, а ние сме со вас. Да кренеме глас за достоинствено образование. Да живее 24 мај, да живее денот на просветните работници, да живее Република Северна Македонија. Ви благодарам.